Се саботирате ли себе си, без да сте свесни за тоа? Ако ви се случува често пати да помислите, не сум доволно добра, еве 4 корисни совети во ова видео. Видеото всушност го снимам како одговор на прашањето на Марија, која што вели: како да си помогнам, бидејќи секогаш кога имам проект или бизнис план, никогаш не можам да го сработам овој проект по прв пат, го кинам листот хартија, го бришам мејлот, го бришам целиот текст и почнувам одново и одново. И сето тоа ми одзема многу време и енергија, ми ја намалува продуктивноста, ми ја намалува самодовербата и се чувствувам заглавено. Верувам дека секој од нас во одреден период од животот, во одреден контекст и ситуација во животот, и јас лично, сите ние го имаме тоа чувство, таа мисла дека не сме доволно добри, и тоа е еден од големите човечки стравови од кои што сите страдаме. И еве како да си помогнеме. Прво, да престанете да генерализирате. Наместо да го избришеме целиот текст, да поништиме целиот наш проект, да застанеме, да го прочитаме целиот текст и да видиме што е тоа точно што не е добро напишано, што не е добро направено во проектот. Второ, да откриеме која е причината за ова наше однесување. Може да се работи за перфекционизам, кога тежнееме 100% да бидат работите сработени максимално добро, и за ова ќе зборуваме во некое следно видео. Или во овој случај се работи за ограничувачко уверување кое што Марија го има креирано уште во детството од страна на родителот на Марија, кој што со најдобра намера, за да ја потикне што подобро да ги извршува врските, и верел: ова не е најдобро направено, можеш и подобро, ајде пробај уште еднаш. Ово ограничувачко верување е некорисно. И затоа следниот чекор е да го запишеме на лист хартија, да го прешкртаме за секогаш од нашиот живот и наместо тоа да размислуваме сега не од позиција на дете кое што е беспомошно, туку од позиција на зрела бизнис жена која што сработила многу успешни проекти досега во животот и се прашува: кое уверување ми е потребно, во што треба да верувам за да го сработам овој проект, за да го реализирам тој резултат што го очекувам, за да си ја остварам целта. И секогаш размислувајте во што треба да верувам за да го остварам тоа што го сакам. Четврто, можеме да смениме нашата емоционална состојба. Нашите мисли и верувања зависат нашите емоции, од тоа зависат нашите акции што ќе ги превземеме и од тоа зависат нашите резултати. Што ова конкретно значи? Размислувам, се поврзувам со моето уверување кое што ми е корисно, дека можам, вредам, дека со успех ова лесно и едноставно ќе го направам. Наместо сомнеш и страв како ова ќе испадне, ќе влезам со радост, со самодоверба, со една перцепција и перспектива дека ова за мене не представува проблем, тук представува предизвик, представува можност за успех, шанса за напредок во живот. И кога ќе пристапам кон работата со таа мисла, мојата емоција се менува. Наместо да делуваме од позиција на немок и на сомнеш, кога сме потиштени и шкртаме по листот, размислуваме дали ќе успеам, дали нема да успеам. Сега можете да завземете позиција на супермен, со рацете на клоковите, исправено да застанете, да си кажете: можам, вредам и заслужувам. Вашата физиологија се менува, начинот на кој што зборувате се менува, изборувајте си самите со себе, охрабрувајте се и на тој начин се менува и вашиот резултат. Ве поканувам да запишете во чет кое е вашето ограничувачко верување и може би имате прашање што сакате да го поставите. Слободно повелете. Во следното видео ќе ви објаснам на кој начин ова поддржувачко верување да стане дел од нас. Имаме нова мисла која што треба да стане дел од нас, дел од нашиот интегритет, значи од начинот на кој што размислуваме, на кој што делуваме, на кој што ги вреднуваме работите, на кој што одлучуваме, акциите што ги превземаме, резултатите што ги добиваме. Сето тоа треба да го подхраниме со едно ново поддржувачко верување, а за тоа да биде така, треба да го совладаме она старо верување кое што сме го имале 30 години можеби во нашиот живот. И за тоа се потребни техники.